Добар ден и добро ми дојдовте, драги мои. Добро дојдовте на Ира Инспирира. Еве и втората епизода. Прво нешто што сакам да споделам, нешто што не го очекував, можеби во толку голема мера да се случи, но ете се случи и е позитивно. Вчера го објавив, нели, видеото на мојот канал, имаше толку многу прекрасни коментари, толку многу поддршка, што денеска се мислам дека, нели, таа поддршка нема да има грешки. Значи, она што сакам да биде малце поинакво од претходниот пат, нели, секако е да почнеме да веќе си да ја создаваме таа приказна. Она што на мене ми е важно и што сакам да биде нешто кое што и понатаму ќе го спроведуваме и ќе го правиме заедно, за да можеме да соработуваме, за да можеме да се разбереме. Нели? Треба да си воспоставиме една убава комуникација и она што многу често го споменувам и наназад веќе го зборувам, го правам и во буките кои што ги праваме, моментот на разбери, прифати, сакај. За да можеме да се разбереме, треба да се договориме за што ќе зборуваме, како ќе зборуваме, што е тоа што јас мислам, какви се нештата за кои што јас размислувам и она што сакам да го споделам со вас, какви се нештата за кои што вие, нели, по одредена тема размислувате. Затоа денеска на оваа емисија ќе зборнам за некои важни работи, за тоа кога ќе продолжиме понатаму да се дружиме, да знаеме за што точно зборуваме. Значи, една од работите кои што се важни, бидејќи Ира инспирира, што е инспирација. Нели, секој човек си има различна идеја што е тоа инспирација, ама да почнеме од таму каде што е позаедничко за сите. Ако отидеме на Google и ако провериме што е инспирација, она што јас го најдов и сум го прочитала наназад е дека, веќе прочитам, дека е процес во кој што менталната состојба е на одредено ниво. Значи, менталната состојба е адаптирана за човекот да сака и да почувствува некои емоции и да сака да направи некои одредени акции кои што најчесто се позитивни за него. Значи, инспирација е нешто што ќе не поттикне позитивно и да се чувствуваме и да правиме работи. Но, тргнувајќи од тоа дека најчесто инспирацијата се користи во нашите животи, најчесто се користи да објасниме некој креативен процес, нели, инспирација за цртање, за сликање, за поезија, за музика. Па го имаме чувството дека инспирација е само тоа, можеби. Но јас сакам да отидем и во тој еден друг дел на инспирацијата, и затоа што не би сакала да дојде моментот каде што, нели, ќе зборуваме на теми кои што не се толку пријатни, кои што можеби нема да ги чувствуваме како пријатни во моментот, но идејата е да ги чепнеме тие теми, да дадеме убави причини зошто треба да почнеме да се чувствуваме убаво, позитивно, да создаваме позитивни емоции за таквите нешта и да бидеме, нели, мотивирани да создадеме и некакви позитивни акции. Така да Ира инспирира ќе биде дефинитивно убаво место и позитивно место, тоа е најважно од се, но и на темите за кои што ќе зборуваме, не се баш пријатни, сакам да се потрудам да дадем информации за да се создаде, нели, да се создаде таа позитивна и емоција и да се поттегнеме и да направиме некаква позитивна акција. Така да инспирацијата може да биде најпозитивна, понекогаш луѓето, иако немаат, нели, сакаат да создадат нешто околу себе, можеби тоа и не му служи на животот толку многу, но имаат инспирација, сакаат да создадат пари со нештото, имаат инспирација да направат нов производ, можеби кој што и не е така добар, можеби повеќе земајќи ги во преглед играчките, например, на денешницава, кои што може да бидат и многу ефтини, неупотребливи, но некој има инспирација да направи играчка, да направи пари од таа играчка, за него била инспирација, станал
нашол нешто на интернет, склопил нешто, отишол во фабрика, ги создал тие играчки, нели инспириран да го направи сето тоа за доброто на себе, затоа што ќе направи пари, ќе биде добро за него и за неговото семејство, но од друга страна таа инспирација понатаму не создавала многу позитивни аспекти и на тие кои што нели ја користеле таа играчка и што после тоа отварање, расипување, фрлање и некаде во некоја депонија стојат тие играчки. Ова само го кажав за да создадам една паралела, нели, како инспирацијата може да биде убаво нешто, а како понекогаш ќе ни се случи да се прашаме што би си па чекај, ова е инспирација и зошто ова не или да. Нели, како ова е инспирација. Ќе зборувам и на тоа и на оваа тема уште малце повеќе, но сега сакав значи само да дојдеме на една иста линија. Инспирацијата е простор каде што ќе почнеме да се чувствуваме убаво и ќе бидеме охрабрени да направиме некоја убава акција за нас и за сите околу нас. Следно нешто што исто сакав да го споделам и да бидеме на иста линија по основ и на ова. Нели, кога ќе се прашаме што треба ние да правиме во животот, еве и таа инспирација каде би одела, она што јас сакам да го споделувам со луѓето, она што јас веќе го живеам некое време, сето она што јас го правам од инспирација, секогаш се прашувам себе си, дали ова што го правам му служи на животот? Дали му служи на животниот процес? И сега многу луѓе ќе се прашаат, нели, што тоа значи, дали му служи на животот? И телефонот му служи на животот од една страна, но колку и како му служи на животот? Само го земам како паралела. За да знаеме што му служи на животот, тоест, она што јас сакам да го, што го живеам и сакам да и другите да почнат да, нели, да се прашаат себе си, да си ги менуваат перспективите кон тоа што му служи на животот. Да бидеме радосни и среќни, поточно радосни и спокојни човечки битија. Кога ќе правиме работи околу себе, кои што ќе му служат на ова, да не направат нас да бидеме порадосни и поспокојни на сите нивоа на себе, тогаш знаеме дека тоа нешто што го правиме му служи на животот. Значи му служи многу поубаво, многу подиректно и знаеме дека го растеме животот и во нас, целиот животен процес и енергијата и се што оди со тоа. Така да треба да се прашаме секогаш, нели, од нашата инспирација што нешто ќе посакаме да направиме, дали се тоа му служи на животот или можеби не толку. Уште една работа која што, нели, ја спомнав, разбери, прифати, сакај. Тоа е нешто кое што ќе го повторувам и сакам да ви биде една алатка и на вас и на мене секако ми е, за понатаму да можеме многу полесно да ги прифаќаме работите, за да можеме полесно да надминеме некои работи кои што ни се потешкоти во животот, начин како комуницираме со луѓето, начин како ги прифаќаме нештата. Пред да почнеме воопшто да прифатиме нешто или па да почнеме некаква убава комуникација со некого, треба да го разбереме и човекот, и ситуацијата, состојбата во која што сме. Затоа секогаш велиме дека треба да научиме нешто, да почнеме да учиме, да ги менуваме перспективите кои што до сега сме ги имале, да ги менуваме уверувањата кои што сме ги имале до сега. Тоа е во суштина оној дел да разбереме што е можеби поинакво од сето она што сега ние го веруваме. Така да кога ќе ги разбереме нештата многу подлабоко, ќе можеме и да ги прифатиме. Значи, кога нема да ни биде нештото страшно, кога нешто нема да ни биде толку далечно, со поголема леснотија ќе можеме да го прифатиме и понатаму секако ќе можеме со многу поголема леснотија и да го сакаме сето тоа, дали некоја комуникација, дали луѓето околу нас, дали нештата околу нас кои, нели, секако им служат на животот. Така да разбери, прифати, сакај ќе биде таа една линија по која што секогаш ќе се движиме за се она што треба да го научиме. Сега ни е предизвик, сакаме да го надминеме и сакаме сето тоа да биде
и со леснотија, и со убаво, и да преде во нешто поубаво, некое поубаво однесување, поубави комуникации. Така да, од прилика, овие се нештата кои што сега сакав да ги споделам, некако како поставување на ground rules или па правилата. Иако не сакам да бидат правила, сакам да биде нешто кое што ќе почнеме да го чувствуваме и само ќе ни даде леснотија понатаму на сите како да размислуваме и како да постапуваме и со себе и со другите околу нас. Сега, денеска, во суштина, Ерхангел Михаил, празник, но она што е важно, што е многу важно, е денот кој што вчера беше. Вчера беше денот на детето. Искрено кажано, почнав со инспирацијата баш затоа што денеска сакам да зборувам за децата. Нели, за децата, за родителите понатаму. Денот на детето вчера се прославува низ целиот свет. Јас искрено со многу голема загриженост искоментирав на Facebook каква е состојбата со децата, што се случува со децата. Нели, и славењето обично би требало да биде убаво нешто, убав процес, каде што сите ќе се чувствуваме радосни, но за жал некако како се движат работите, денот на детето не е баш и некој многу радосен ден. И зошто не е баш толку радосен ден, бидејќи можеби само мојата перцепција е таква, затоа што во изминативе можеби 10 години и повеќе целосно сум фокусирана кон децата, кон тоа што им се случува на децата, каков е животот на децата. Секако, нели, со децата се и родителите и нивните семејства, но веројатно затоа што работам со деца со посебни потреби многу често и го гледам нивниот живот и ги гледам нивните искуства, како тие поминуваат во животот во нашава држава, така да за денот на детето треба да поработиме многу посилно за да биде еден убав ден за славење. Знаете како, децата од секогаш, сите паметни луѓе и наназад со истории, нели, децата се тие кои што се надежта на светот. Децата се тие кои што треба да го спасат светот. Ако не се децата, нема да има ништо од оваа планета, нема да има ништо од нас. Значи, ние ќе завршиме и толку ќе биде. И покрај тоа што секогаш се зборува за ова, и покрај тоа што кога ќе земеме во предвид што се правиме за децата, излегува дека ние навистина многу се трудиме за децата и се што правиме како родители е во име за доброто на децата. Но мислам дека некаде по пат најмногу поради системот и како е системот уреден, веќе одамна децата веќе не се во центарот на целата таа приказна според мене. Иако нели треба да се во центарот на приказната, иако на вистински треба ние да му обрнеме внимание, системот ги истурка родителите да бидат се подалеку и подалеку од своите деца. И тоа не ни помага, нити на нас, нити воопшто па на системот му помага, нити во нашата држава, па скоро и во светот наоколу. Затоа сакам да зборуваме нели за важноста на децата денеска. Она што сега го гледаме. Значи, еве да ги земеме на страна децата со посебни потреби, кои што навистина имаат предизвици, тргнувајќи од наједноставните работи, па училиштето, па да не зборувам и за вработувањето, кое што скоро е и невозможно. Иднината на нивниот живот, нивната иднина е скоро од самиот момент кога се диагностицирани или кога најчесто станува збор за невродивергентни или па потешки попречености, нивната иднина е еден голем прашалник, најголем прашалник. Што ќе биде, како ќе биде, секој ден се мачат и родителите и семејствата со тие прашања. Но да ги тргнеме нив на страна, да зборуваме за типичните деца и за типичните семејства кои што
нели немаат дополнителни потешкоти како што се посебните потреби. Она што можеби во генерациите кои што се пред нас, нашите родители кои што живееле во Југославија, можеби ќе ја земеме како некое време, само како некоја рамка каде што нештата биле многу прецизни, многу поедноставни. Време кое што било едноставно за живење, каде што децата биле радосни до многу поголема возраст, каде што биле спокојни до многу поголема возраст. Јас ќе се земам себе си за пример, јас до 13 години сакав да играм надвор на улица и не ме интересираше ништо друго. Уште, значи, на 13 години јас сакав само да си играм на улица. Ги немаше притисоците кои што ги има денеска. Значи, да се вратам назад, типичните деца, кои што, нели, се типични, можам да речам дека дури и се среќаваат со уште поголеми предизвици во некои аспекти. Булингот кој што го гледаме на секој чекор во училиштата. Нели, можеби гардот ни е малце спуштен, нели, тоа се типични деца, но напротив, повторно и од други типични деца се случува траумата која што ја доживуваат дома, која што ја живеат, која што не знаат да ја искомуницираат, ја презентираат, ја промовираат, или како да кажам, ја истураат на своите другарчиња. И тоа создава еден простор каде што и тие типични деца, за кои што мислиме дека не треба толку да се грижиме, нели, дека они сами ќе си го најдат патот, дека они сами ќе изодат во овој систем, се во суштина под напад и не може да се справат со сето тоа самите. Се потешко и потешко е да се справат самите со состојбите што им се случуваат наоколу. Мислам дека чувството, барам јас, кое што го имам во однос на децата воопшто, не само малите деца, него туку и тинеџерите и веќе младите луѓе, дека безнадежноста некако станува и главна боја на нели емоција и чувство кое што може да го видиме кај младите луѓе. Постарите луѓе ќе се налутат, ќе речат леле мрзливи, значи ништо не фаќаат, ништо не ги интересира, чекаат на кафе да отидат, чекаат пари од мајката, од таткото и така натаму. И тоа се симптомите кои што можеби ги забележуваме затоа што голем дел од младите се во такви состојби, но многу ретко некако ги слушам разговорите, а да се прашаме како им на тие млади луѓе, како тие се чувствуваат. Дали некој ги прашува дали тие можат да се сконцентрираат и да го направат сето тоа што треба да го направат. Дали тие деца можат да се фокусираат во училиште на час. Дали тие деца го имаат капацитетот и ја имаат резилиентноста да го поминат и цел ден во училиште. И нели во очекувањата, можеби и во размислувањата наназад, ама тоа е нешто кое што е вообичаено, тоа е нешто кое што и ние сме го правеле кога сме биле мали, па немало потреба никој нас да ни помага во учењето, немало потреба никој да не води од едно место на друго. Но сите овие работи се повторно симптоми од едно време кое што било поинакво. И сега рачунајте дека времето се промени во толку различни аспекти. Се промени технологијата, се промени начинот на живот, се промени брзината на живење, се променија градовите и селата. Еве, Скопје стана пола Македонија. Дојдоа толку многу луѓе од помалите градови, во кои што можеби во помалите градови од друга страна па го имаше, се уште го има тоа, нели, тие практики на споро одење, полека да се биде, има време да се биде и на едно место и да се биде, нема толку брзање, нема потреба од автобуси, чекање автобуси и така натаму. И целиот тој притисок кој што ние го имаме во Скопје тука, го немаат во помалите градови, но и од друга страна немаат и многу други работи кои што може да се најдат, така да младите луѓе се ставени повторно на една раскрсница, а нели дури и средношколците да мора да избираат од тој град за да дојдат во овој град.
И тоа е една од работите кои што може тешко да им падне, затоа што кога ќе дојдат тука, ќе се она што може би ќе ги дочека е неприфаќањето на тоа дека тие се дојдени од друг град, дека се од провинција, па како вака тие од провинција дошле, нас да ни ја земат работата. Сите оние стереотипи кои што многу често ги слушаме, свесно и не размислуваме како ќе влијае не само на тие деца што дошле од другите градови, како ќе влијае на нашите деца. Како тие ќе се чувствуваат кога утре ќе имаат еден најдобар пријател или најдобра другарка од некој друг град и подсвесно секогаш ќе биде моментот дека да, родителите збореа леле од провинција тие вака така некако. Така се тоа уште една група на деца на кои што нели уште еден аспект на кој што децата им е тешко, кој што можеме да видиме дека им е тешко. Ова сето го кажувам онака како што ми доаѓа, каде што многу пати сум го зборувала и со родители и на настани и така натаму. Идејата ми е да полека да почнеме да разбираме што во суштина се случува со нашите деца, зошто сето ова што се случува полека не води кон една неубава слика. Може би во моето време, еве да речам во мое време, па и пред 20 години кога невродивергентните состојби како аутизмот, АДХД-то, многу малку се знаеше за нив и децата изгледаа прилично типично. Значи, сигурно имало деца кои што се недиагностицирани, кои што може би имале потешкотии, но во главном децата прикажуваа слика на поздрави деца, на посвесни, поприсутни. Она што сега го гледаме во училиштата, во градинките, барем јас ја знам сликата каква е, затоа што цело време сум и во контакт со сите институции, со училиштата и со градинките, и каква е состојбата со присутност на деца со посебни потреби. Според новиот закон за инклузија, во законот за инклузија, деца со посебни потреби не се само дечињата што имаат посебни потреби како нели некаква диагноза, но сега веќе се ставени и децата кои што се во социјален ризик. Значи се во дедно, се самохрани родители, едно родителско семејство каде што има нели од родителите користење дрога, алкохол, каде што имало семејно насилство. Рачунајте дека целата оваа група, сите овие дечиња, нели, и секако и сиромаштијата како еден голем проблем кој што создава огромна траума кај децата. Рачунајте дека сите овие деца кои што сега се во законот ставени за инклузија, значи дека за нив е потребен малце поинаков третман, некакво поинакво размислување, поинакво прифаќање и поинаков начин на работа. И кога ние ќе земеме во предвид колку од нашите деца што ги знаеме, колку живеат со еден родител, во колку семејства веќе има проблеми и со пари, и со алкохол, и со дрога, и со насилство, таа училница, која што сега е класична училница, е скоро половина полна со деца со поинакви потреби. Значи, тоа е само една слика која што нас треба да ни каже колку треба полукружно да се свртиме ние родителите, за системот ќе зборам понатаму малце, едукаторите исто така, ако сакаме да им бидеме од помош на децата и ако сакаме навистина да создаваме некоја поубава иднина. Затоа што сега во моментов состојбата е така, можеби малце разговоров, како што реков на почетокот, не секогаш инспирацијата ќе биде како инспирација, но за да разбереме што е и како е навистина состојбата, кога ќе разбереме ќе ни даде шанса да почнеме да бараме решенија, да почнеме да размислуваме позитивно и кога ќе почнеме да ги наоѓаме решенијата, тогаш веќе инспирацијата ќе си дојде на место и ќе речеме да, ние можеме и ова да го направиме и како родители, како едукатори и некако да можеме веќе да
почнеме да им помагаме на децата. Она чувство дека нели децата се најважни, ама ако може да ги товариме со се и се што денеска, а она што на вистински им треба нема време за тоа. Тоа што на вистина им треба, тоа е далеку, за тоа треба пари, за тоа треба да се испрљаш и така натаму и така натаму. Ќе зборуваме што на вистина им треба и на децата понатаму. Ова го кажувам сето не да ви создадам уште поголем притисок, за да ви тежи, затоа што јас сум повеќе од свесна дека како што јас сум била несвесна во еден одреден период, многу и млади родители не се свесни за ја немаат оваа перцепција дека тоа се случува во училиштата, дека тоа се случува во нашава држава. Може би уште не почнале во училиште каде што ќе се сретнуваат и со булинг и така натаму. Исто така знам дека постојат и родители кои што веќе го одат ова, но дали активно и свесно влегуваат во поддршка на своите деца или може би оставаме системот да ги среди тие работи, очекуваме дека системски нештата ќе се средат, па да можеме да, нели, па да може на моето дете да му биде добро. Мислам дека и тука малце ќе треба да се препаркираме околу тоа што нашиот систем сега може, зашто има капацитет нашиот систем, а зашто нема. Така да, значи, не сакам да ве оптоварувам, не сакам да ве растажувам, иако реков дека мене не ми беше баш многу радосен денот на детето, помислата, нели, дека ние славиме ден кој што го слави детето. Инаку, секако, радоста секогаш треба да биде главната нишка, спојкоја треба да биде главната нишка за целиот ден. Но за заедничките работи, за концептите кои што сме решиле дека ќе ги живееме, денот на детето ќе го славиме на 20 ноември, ќе треба да се потрудиме малце следната година да го славиме некако поинаку и малце посвесно. Барем мене тоа ми е целта и идејата. Така да, децата, ако се иднината на нашата држава, ако се иднината на нашето обстојување, на воопшто на човештвово, треба на вистина да им обрнеме многу повеќе внимание од тоа што сега им обрнуваме внимание. Кога ќе речам повеќе внимание, тоа не значи дека треба многу повеќе време, но треба да и тоа време кое што го поминуваме треба да биде со посебно внимание. Да бидеме присутни кога ќе бидеме со децата. Затоа што посебно во раниот детски развој од 0 до 6 години, сето она што се случува останува за целиот живот во тоа како ќе бидат тие деца, како ќе растат, како ќе се однесуваат со светот, како ќе бидат со себе. Кај нас педиатрите се тие кои што треба да не воведат во целата таа приказна и за жал и по моето искуство, а и ден денеска гледам дека и тоа е искуството, педиатрите немаат капацитет да застанат и да поразговараат со еден родител, нов родител и да му ја дадат нели таа барем подлога и тие информации за да разберат како вистински тоа дете треба да расте и како тоа дете размислува, како тоа дете учи и која треба да биде вистинската улога на родител, да не биде сведено само го ранам, нели го повивам, го пресоблекувам, го бањам, го носам у школа, го носам у градинка. Тие функции секако се тука, но нашата присутност ќе направи најголемата разлика во животот на децата. Ниедно дете не се сеќава нели што облекло некогаш, што било облечено, освен ако не е тоа некој ептен голем настан или што јадело секој ден. Дефинитивно, освен ако не е некој убав настан или ако не е некој негативен настан кој што е травматичен па останало тука во сеќавањето тогаш тоа се случи и тоа јадев. Децата се сеќаваат каде прошетале, каде биле, каде си поминале убаво, која авантура ја имале со своите родители, каде играле заедно, колку играле заедно, како играле заедно. Треба да
Од ова сакам да некако сакам да ја ставам насоката на тоа дека родителот е тој кој што ја има силата во своите раце. Педиатрите да, требале да бидат, но не се. Сега се помалку и помалку затоа што имаат се помалку и помалку време и се гужви на секогаш кога ќе појдете на педиатар, секогаш е гужва. Останува родителот сам да истражи што е тоа што треба да го прави со својот родител, со своето дете. Така да сакам само да ги нафрлам сите овие работи. Ги нафрлам за да од многу повеќе аспекти го приближам она што навистина е важно. Важно за децата, колку е важна нашата улога како родители и понатаму кога ќе зборуваме како треба да бидеме. Како треба да биде еден добар родител, како треба да се однесуваме, а да биде тоа со радост, со леснотија, како да се справуваме со сите овие стереотипни однесувања, мисли кои што ни се провлекуваат од нашето детство, кои што ги слушаме од околината, кои што гласно ги зборуваме пред нашите деца, без да размислиме како тоа ќе влијае на нив понатаму. Како сето ова многу посвесно да го направиме за да им помогнеме на нашите деца сега, денеска, затоа што денеска е единствениот ден во кој што може да направиме нешто. Затоа што вчера готово заврши, уште вчера заврши и се што направивме. Тоа што ќе можеме утре да го направиме, ќе видиме што ќе може да направиме, затоа што кога ќе си легнеме вечер, со сите планови за утре, едно нешто секогаш треба да ни биде на ум, дека ако се разбудиме утре, нели, прво треба да се насмевнеме затоа што сме се разбудиле, затоа што многу луѓе не се будат на сабајле. А кога ќе размислиме, нели, што беше планот од вчера, во суштина повторно сме во денес. И планот од вчера е во суштина тоа кој што треба да го направиме денес. Значи нема никогаш да дојде утре, затоа што секогаш ќе биде само денеска. Така да ова што сакав денес да го донесам во една, не знам, приказна тука, да почнеме да создаваме една слика за тоа колку мене, да речем, ми е важно какви се децата, како се чувствуваат, што правиме со нив, што правам јас со нив, што прави околината со нив, како да работиме на себе за да можеме да им помогнеме на нашите деца, бидејќи системот и околината не им помагаат, туку само им одмагаат во овој момент. Затоа ние треба да се подсобереме трошка и да почнеме да размислуваме како да им помогнеме на нашите деца. И не само да размислуваме, туку и да почнеме да соработуваме, да почнеме да бараме помош, да не бидеме само сами, да самуваме како семејство, јас како родител сам без да барам од партнерот поддршка и помош, да ги градиме убавите комуникации во семејството прво, па и понатаму после надвор од семејството, за да можеме таа поддршка да си ја побараме така како што треба. Уште на почетокот, значи, кажав што е она што му служи на животот. И кажав многу работи за децата, за негативни аспекти кои што на вистина ги обкружуваат и нашите деца и ние воопшто, и нас родителите, едукаторите воопшто. Светот преполн со информации кои што се негативни, кои што не создаваат радост, напротив, создаваат многу стрес, многу неспокој, но она што го спомнав и на почетокот е дека секогаш сакаме да се враќаме на едно место. Барем јас знам дека пред неколку години кога, да речам, предизвикот ми се случи со моето дете, со моето средно дете, кога беше диагностициран на аутистичен спектар и како и на многу други родители, светот се руши,
престануваш да дишеш, не дишеш затоа што си толку многу загрижен, толку многу уплашен што ќе биде, што ќе се случува. Никаде каде што ќе побараш, нели, системски не добиваш поддршка, или па е толку мала што воопшто е незначителна. Значи, сум се чувствувала така и сум била во тој простор. Но после одредено време, кога почнав да работам на себе, видов дека постои едно друго место, еден друг простор во себе кој што, нели, сакаме да го развиваме, кој што јас успеав до некаде да го создадам во себе, а тоа е просторот на радост и на спокој. Значи, едноставно, ако ништо повеќе во текот на денот и колку може повеќе во текот на денот, барем да бидеме радосни и спокојни. Ако успееме да стигнеме до оваа состојба и да бидеме подолго време во оваа состојба, тогаш ние навистина сме постигнале многу. И некој ќе си речи, па добро, и тоа не е баш нешто кој знае колку да бидеш радосен и спокоен, но во суштина треба многу работа. Многу работа треба заради тоа што системот и околината работат наспроти ова. Ако земеме у предвид какви се раѓаат децата. Децата се раѓаат најрадосни и најспокојни. И кога не се спокојни, гласно ќе ни кажат, ќе се расплачат и, нели, им се јаде, им се спие, им се прави нешто друго, но во секој случај една најмала насмевка од мајката, имаш радосно лице кај бебето, како мислиш дека го добил најдобриот телефон на светот. И трае насмевката и во секој момент и во секоја секунда, се додека мајката се смее, нели, е тука и присутна и она е спокојна, детето е во радост. Кога мајката е до нега, детето е во спокој. Кога се родителите спокојни околу детето, и детето е во спокој. И тоа е радосно. Децата се раѓаат, значи, со радост. На нив не им треба ништо од надвор за да тие бидат радосни. Нив не им е потребно да се купи нешто за да бидат радосни. Нив им е доволно да си најдат ливчиња од земја, како и ние порано што правевме. Си правиме манџа од листови, ќе се дружиме со другарките, со другарите, ќе си играме, дојди ми на гости, ќе ти дојдам на гости, ќе си бидеме продавачки, без играчки, само со камчиња, со стапчиња, со ливчиња. Ако веќе сакаме да стигнеме кон таа некоја состојба на радост и на спокој, значи децата се нашите учители. Треба да се вратиме кон тоа кој што, нели, и ние некогаш сме биле, да заборавиме многу работи од тоа што сме научиле, за да се сетиме, да направиме еден простор за да се сетиме како и ние сме биле радосни и спокојни. Така да треба да се вратиме кон радоста, треба да се вратиме кон спокојот. Децата се тие кои што треба да ги гледаме, треба да застанеме и наместо во телефонот на игралиште да ја гледаме нивната радост, да гледаме како се уште е во нив. Радоста и спокојот се базата на тоа што на кое што сакам секој родител да појде. Радоста која што е, како да кажам, една од основните позитивните емоции, од каде што тргнува се понатаму, се убаво. Радоста не се новите кондури, тоа е само едно парченце малечко од чувството на радост, затоа што новите кондури кога ќе ги отпакуваш и ќе ги ставиш заедно со другите кондури, веќе нема да бидат радост. А спокојот, кај нас не се користи толку многу овој збор, но еден од најубавите зборови кои што јас сега можам и по чувство да ги кажам дека за мене се најубави, затоа што кога си спокоен на сите нивоа на себе, значи кога умот ти е спокоен, кога емоциите ти се спокојни, кога енергијата во себе е спокојна, кога телото е спокојно, ние сме подготвени да направиме убави работи за себе. Ние сме подготвени да одговориме на се што ни се случува околу нас. Така да спокојот е нешто на кое што сакаме да се вратиме, посебно во ова време каде што
се околу нас не води во неспокој, тргнувајќи од телефоните. Може би се чувствуваме на момент како малце порелаксирани, нели, кога ќе се задлабочиме во тоа што ни се пласира, мислиме дека се одмараме, дека нели, ние малце полесно и затоа и остануваме толку време на телефоните. Од друга страна, само ги ставаме, ги одлагаме тие мисли кои што цело време ни се вртат, кои што не ги разрешуваме и спокојот го оставаме само на страна. Значи, не се успокојуваме, едноставно само го ставаме на пауза тоа што не мачи. Така да ќе зборуваме многу како да дојдеме и до таа некоја состојба, како да си помогнеме. Постојат алатки, техники и стратегии како да се дојде во оваа состојба, но за почеток сакам само да ви ја дадам тежината на тоа, иако така едноставно звучи, радосни и спокојни, ќе треба работа, но има и како да се сработи, но има и како да се направи сето тоа. Се враќам на децата. За децата правиме се, ќе си речеме. Подготвени, значи со многу родители сум разговарала. И кога сум требала да направам и проценка со посебните семејства, со посебните деца, и кога ќе сум ја направила проценката, многу често, па скоро и секогаш, првото прашање е што сте подготвени да направите за своето дете. И родителите со најголема искреност кажуваат се сме подготвени. Значи, тоа се не е лага, значи не е нешто кое што го кажуваат, а да имаат во подсвеста нешто друго. Тие се подготвени се да направат за своето дете, но само после неколку разговори, кога ќе се каже што тоа се значи, многу од родителите едноставно се повлекуваат, затоа што веќе сме навикнати дека можеби системот треба да прави работи кои што се полезни за нашите деца. Ќе ги земам децата со посебни потреби како пример, затоа што тие се, да речем, поекстремно нешто што се случува, дека логопед, дефектолог, подготвени сме, значи на логопед да одиме, не дефектолог да одиме, не физикална терапија да одиме, и на сензорна интеграција да одиме и да го носиме детето секој ден, во текот на неделата 5 пати, на тоа сме подготвени. Но тоа се секој ден по 45 минути. Вие ќе го однесете и ќе го ставите некој друг да работи со него. Тие луѓе си ја прават најдобро својата работа. Значи, и логопедите, и дефектолозите, и сите што се во стручна служба, или се едукатори кои што се специјално едукатори, тие го прават најдоброто што можат, но без вас, родителите, нема да може да се затвори тој триаголник на родител, дете и едукатор. Така да, од овде сакам да си отидеме некако од оваа емисија, да излеземе, иако можеби малце на сите страни беше моабетов. Важноста на тоа како ние ќе се однесуваме со децата, како ние ќе се однесуваме со се што се со сите луѓе околу нив, со едукаторите, да речеме. Како ние ќе се однесуваме, како ние ќе комуницираме со нив, каква ќе биде соработката е многу важна, многу важна. Ако тие едукатори се представниците на системот, за кој што велам дека можеби нема толку капацитет, треба да бидеме во свесност дека и тие едукатори имаат своји потешкоти и своји, со кои што и они самите и личности се, имаат предизвици во своите животи, предизвици во самото училиште, градинка или било каде да одат. Кога ќе бидеме понежни со себе, кога ќе бидеме понежни и со тие едукатори, педиатри или со било кого да е во допир нашето дете, кога ќе бидеме понежни со нашите деца, тој триаголник ќе има многу поубава и поголема функционалност. Така ќе можеме сите заедно да работиме, така да освен родителите, еве го и така да, освен родителите кои што се навистина главни за
доброто на децата, ќе ги ставиме и едукаторите, сите заедно во еден триаголник можеме да направиме многу повеќе за нашите деца. Состојбата е таква каква што е сега во моментот. Имаме многу работа сите заедно. Децата треба да ги оставиме да бидат најдобро што можат, да ги оставиме да бидат колку што е можно повеќе во својата радост, во својот спокој. Ние да бидеме тие кои што ќе ја создадеме околината да можат тие деца да бидат во радост и во спокој. Тоа е нашата најголема функција на крајот на денот. Околината која што ние ја создаваме, начинот на кој што ние комуницираме и со нив, и со нивната околина, тоа е силата која што ние имаме и секако товарот, но ако почнеме со себе и ако ние бидеме во таа состојба на спокој и на радост, ако ние се донесеме, ќе биде се многу полесно и ќе биде подобро и за нашите деца и за нашата иднина. И мислам дека е доволно тука сега за оваа епизода. Важното беше дека треба да се препаркираме околу тоа колку навистина се важни децата, колку навистина на сите нас ни се важни децата, како сме сега, каде сме сега и што треба да направиме понатаму, за да им помогнеме денеска во ова општество и во оваа состојба во која што сега се наоѓаат. Ке збориме и понатаму многу подетално и за тоа како треба да учат децата, во кој период од животот, како треба да учат, како може да учат, како е добро да можат да зголемат својата резилиентност, како да научат, ги носат информациите што ги добиваат од околу себе, да бидат вредни за нивното живење понатаму. Така да, драги мои, ви благодарам што ја гледате и оваа епизода. Се надевам дека она што сакав да го извадам од себе, иако можеби на некој конфузно ќе му звучи, сакам да воспоставиме една комуникација и понатаму да можеме и поконкретно да комуницираме и да создавам и содржини кои што ќе бидат уште пофункционални. Затоа што сега на почетокот сакам да само некаква поширока слика да дадам, затоа што мене ми е најдраго кога имам проблем и можем да го решам проблемот. Тогаш ми е многу полесно да ја искористам и мојата инспирација, да најдам начини, да најдам места, да ги споделам со тие кои што им треба поддршка и помош. Можете да ми кажете вие како она што би сакала само да го слушнам на крај, или може некаков коментар, или може би некакво ваше размислување, како вие се чувствувате како родител, како вие кога би се ставиле во кондурите на вашите деца. Како вие би се чувствувале денеска? Нели споредувајќи кога вие сте биле на нивна возраст, како вие тогаш сте се чувствувале и сега како се чувствуваат вашите деца. И ве охрабрувам да позборувате со децата. Прашајте ги едноставно како се чувствуваат. Раскажете им вие како сте се чувствувале во таа возраст, нели, како што се и вашите деца, независно која е возраста. Едноставно направете си една споредба. Дајте си простор да биде ова една убава причина да седнете и да поразговарате со вашите деца, да видите кај се нивните чувства, кај се вашите чувства. Како денеска вие се чувствувате за вашето минато и како за денешницата на вашите деца. Сакам да слушнам, да видам коментари, затоа што јас ја знам мојата реалност, за моите деца, јас многу често зборувам со нив и за тоа како мене ми било и како им на нив сега, но баш би сакала да слушнам и од други родители и да почнеме веќе да создаваме некаква, не знам, заедница во која што ќе видиме дали реалната слика на вистина е таква каква што можеби јас ја имам или можеби се промовира на вести и по другите медиуми. Сакам да слушнам, сакам да видам
како вие се чувствувате и како се чувствува вашето дете. Како сте биле вие на таа возраст, како се они сега. Колку е тоа поинакво или може би исто. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте волку време да бидете до крај на емисијава. И се гледаме скоро со нешто уште поубаво. Се најубаво.